Добар ден, продолжуваме со програмата на Слободен печат, а сега имаме една економска тема која што ги засега сите – животен стандард. Просечна потрошувачка кошничка 40.000 денари, не потрошувачка него просечна плата, потрошувачка кошничка 1000 евра, одмрзнување на цени за 2 дена, неизвестност околу новата струја на средина на година. Тоа се некои прашања што ги засегаат сите, а за кои ќе дискутираме со мојот гостин, економскиот аналитичар Абил Бауш. Добро дојдовте во нашето студио. Благодарам за поканата. За 2 дена ќе имаме одмрзнати цени. Населението, да кажам, е во една блага паника. Што ќе се случи сега со цените, дали ќе може да се преживее, дали ќе имаме нов скок. Што мислите, дали беше добро да се одмрзнат или дали воопшто не треба да се замрзнат? Добро, сега од ова гледна точка има две хипотетички ситуации. Првата ситуација е дека се прави некој психолошки притисок кон граѓаните, дека ако има одмрзнување на цените, ќе имаме повисоки цени на пазарот, што не е за очекување, затоа што економските параметри кои ги имаме во моментот, нели инфлацијата, цената на индексот на трошоци, кој ние економистите ја мериме, не потрошувачката кошница, е за минус 0,3% од претходниот месец и е многу постабилна од минатата година. Не е за очекување да имаме како да речем притисок кон не може да очекува понудата притисок затоа што се стабилизирани цените на пазарот и ако само се очекува во вториот момент, психолошкиот момент каде граѓаните дека што ќе се случи после 29-ти, тоа може да ни се случи истото која што ни беше пред војниот конфликт меѓу Русија и Украина, да имаме еден психолошки проблем, психолошка паника кај населението и да почнат да купуваат одредени производи на кои што ќе направат притисок кон понудата и тоа побрачката ќе направи притисок кон понудата и тогаш би имале да ни се појават врз одредени производи пак покачување на цените на кои што одредени компании тоа многу убаво ќе го и умешно ќе ја користат, нели таа шпекулација на производи. И ова ситуација може да биде како сценарио да се случи. Иако економски ако го проанализираме ова, не би очекувале дека може да се случи нешто ако се направи одмрзнување на цените, иако ја очекував дури пред нова година да имаме еден вид на релаксација на цените на чинја на производите и да влеземе во новата година во една ситуација на економско опоравување, со тоа што и цените би имале некоја пазарна улога и тоаш би имале некои порелаксирани односи во овој момент додека ние зборуваме. Ајде малку да зборуваме и за увозната зависност и увозот на цените. Ние видовме дека малку и таа се и шпекулира во смисла што толку цените не пораснаа однадвор колку што ние си ги зголемивме на тоа дека увезуваме и дека нели сме увозно зависни, па што се случува надвор. Дали и колку во моментов тоа е пресудно? Видете, за жал, кај нас некако и мерките кои ги превземаме како држава некои не се похаотични, понесредени мерки, понекако чудно и да имаме добра намера да донесеме на пример ограничени цени, некако тоа ни се ко бумеранг ни се враќа на многу негативен начин. Видете, затоа постојат институции на системот, затоа државата треба да биде арбитар во оваа ситуација и кога си ти арбитар во овие моменти, тогаш знаеш што да потегнеш во одредена ситуација, треба да предвидиш што би се случило во одредена ситуација. Ние како нашите бизнис компании, нашите компании како да ги разгалевме малце премногу, нели од ковид пандемијата па се до тие од кризите кои ги почувствувавме, толку колку што ги оставивме тие некако во таа слободна економија да направат што сакат и како да речам сега, како да го издефинирам подобро, да направат како што тие би сакале некоја мерка да им биде подобра. Сега, кога би се дозволило, например, увоз на одредени субститути,
производи во државата, тогаш со некоја одредена ценовна компонента на кој што би била конкурентна на пазарот, тогаш би биле многу поише предпријатија би влегле на пазарот и цената би ја дефинирале тие на пониско ниво за нивни подобар профит, а од друга страна би имало населението поише поголем избор на производите. Со ограничените цени вие направивте една голема штета. Направивте да немате добра конкурентност на производите кои се во државата, а од друга страна направивте штета на несубститути квалитетни производи во државата. И сега кога ќе ја земате, се враќаме на потрошувачката кошница. Кога видите анализите во потрошувачката кошница на храна и пијалоци кои се таму, ќе видите дека вие плаќате за пониска цена на производи кои ви се дадени таму, а тие истите производи се со многу неквалитетна со многу неквалитетност во понудата што ја дават. И сега вие правите дупла грешка. Ме разбирате сега, и недостаток на производи на пазарот и неквалитетни производи на пазарот. Затоа требаше да има една подобра политика на увезување на производи од надвор. Нели? Или да се направи некој добар стандард и така натаму. Сега видите, житото во Македонија, уште еднашка во емисијата сме го кажале, вие имате бандероли на увезено жито во Македонија. И сега таа бандерола ја зимате само од житото што ја носите од, например, Република Србија. Што окей, пазарно, во ред се. Но вие во ист момент имате поевтино жито од Украина. И сега вие плаќате поскапо жито од тоа што го носите од Србија само заради на бандерола на кој што државата ја лимитирало она конкурентска иницијатива во државата. И сега вие имате такво брашно како што зимате со таква цена. Тоа е интересна работа во држава. Или ајде да во зеленчукот и во овошкето да речеме. Сега, ако одите на пазар во Солун, на зелениот пазар, како тие го имат тој кванташки пазар на нив, вие таму можете со едно нормално возило да одете таму, да речеме по транспортно возило, да земете производи и да ги внесете во државата со многу поевтина цена, ама не можете. Затоа што таму вие имате субвенции на доматот, например. Субвенции имате на производи кои ги имаме во државата, но во зимски период не се произведува тука. И сега тие производи вие ги зимате со поскапа цена, а во згора на тоа, тие производи кои ги зимате од таму, ги зима само одредени компании кои се лиценцирани во државата и кои можат се да донесат тоа и да диктираат цена на производ. И немате конкурентност. Еве како, например, во некоја друга држава имате вие веројатно искуство, дали ете може навистина да си отиде еден мал трговец да си, например, што велите, купи во Солун, да си плати увоз, дали тоа постои као пракса? Видете, сега ова сега ние сме мала држава, сега ова мора да признаеме ама регионално. Ако влеземе во некој пазар по регионални теркови, тогаш мислам дека соработката би била многу подобра. Например, еве во тој Вестер Балкан кој го ние така го сакаме да го спомне секогаш, например во Албанија производството на домати, на зеленчук, на овоше е многу порано, излегува многу порано од И ние многу увезуваме од и ние Албанија, увезуваме. така. Зошто ние да не направиме, например, соработка со Албанија, да направиме одредена, кај да речем, одреден стандард на производи, кој што може да видиме таму кои производи се произведуваат и на каков начин се произведуваат. Се мисли на пестициди, на тие работи кои ги користат. Дали ние здрава храна взимаме од таму, или речеме од Србија или во овие ситуации. Тоа истото го прават европските држави. Доаѓам до прашањето. Так. Во моментот кој имате вие во Франција, Германија, Холандија, не знам, другите држави, тие имат соработка врз база на стандарди. Сега, без разлика кој би отишол таму, многу мал трговец, да речеме, да земе роба во таа друга држава, знае дека таму има стандарди. Тоа што ни се случуваше со различити стандарди, па потоа, нели... Истото со бандеролата ви го кажам. Тоа е, ние немаме... Со млекото имаме различити стандарди. Се ви имате млеко квалитетно кој ви доаѓа од балканските земји,
И кога го носите овде, вие многу поскапа затоа што ние го браниме нашето производство, ама стандардите на производство ние не ги почитуваме. За кога би ги почитувале регионално, би имале и конкурентност на производите, би имале и квалитетни производи. Дали може, веќе зборуваме за некое регионално поврзување на храна, па не само што сме ги себе, ќе си помогнеме дури да направиме извоз? Дали е можно такво нешто? Регионално да. Последната иницијатива која ја направи Европската банка за обнова и развој во Лондон пред 2 дена беше инвестициониот форум, нели за Western Balkan Country, многу таксативно им кажа на лидерите на Western Balkan Country. Ние би инвестирале кај вас во инфраструктурни објекти, во енергетски капацитети, но вие мора регионално да конкурирате во овие проекти. Зашто се тие економски тие се проекти од економија во обем. И не може Македонија нема капацитет сама да инвестира, на пример во тој енергетски потенцијал, енергетски пазар кој може сите држави тука кај нас да има. На пример, ние не е далеко времето кога бевме ние една држава и кој што имавме стратегија на инвестирање, нели, инфраструктурно, енергетски, економски и така натаму. Освен Албанија да речем, но системот беше тука некаде. Само тоа треба да се земе. И сега како држава, кога би имале тој потенцијал на Вестер Балкан инвестирање регионално, јас мислам дека ние би биле спремни дури и како регион да извезуваме производи надвор од тоа. Така, се ова е во некоја насока на подобрување на животниот стандард. Во моментов, значи, како што спомнав на почеток, статистика измери 40.000 денари просечна плата. Многумина, едно е просек, а друго е некоја медијална која што ја мерат и соседна Србија, значи која е најчеста плата. Веројатно тоа не е најчестата плата, веројатно е некаде 30.000 денари по моја вака гледање. Како да се зголемат платите во Македонија? Што 30.000 денари и онаа кошничка од 1000 евра е огромен се уште расчек. Вака, која видовме потрошувачката кошничка, многу добро направена од ССМ, нели? Иако нема, кај нас економистите нема некој параметар кој што ние може да го анализираме. Ние анализираме по цена на индекс на трошоци кај нас која е превисока. И кога видов една ставка храна и пијалоци беше 21.000 денари, тоа се 340 евра. И тоа ве асоцира на нешто на минимална плата, така? Тоа е минимална плата кај нас. Сега, кога вие взимате 40.000, 39.998, да бидам прецизен, која взимате ова ставка и бројот на вработени во државата, на вработливост во државата, ќе видите дека 46% од граѓаните во државата зимат минимална плата. Или се тука, од 21 до 28. Како стигнавте до тој податок? Многу интересен. Па, видите, тоа е, знаете, кога ќе ја земете, како ја добиваат просечната плата? Врз база на вработливоста во секторот, така? И сега, тој број од вработливоста на секторот, го ваѓате и видите колку тоа е импактот на таа минимална плата, нели, од целиот просек. И тоа е едноставно. Иако институциите тоа неќе да го признаат. А од друга страна, уште еден факт, до 46% од граѓаните живеат меѓу 21 до 29.000 денари плата. Тука се. 46%. Да, вработен, еден вработен. Сега да бидам коректен, сега уште малце по аналитички ова. Сега ќе речам вака, добро, окей, се е во ред, потрошувачката кошница се прави од 4 члена од витално семејство, ако сакам да го потенцирам. Две плати ја надминуваат 57.476 денари, 930 евра, просечна, ова потрошувачка кошна. Но дали знаете колку е gender inequality во Македонија? Или невработливоста од меѓу не работат сите сопрузи заедно.
тоа кај нас е висока. И сега не може да се случи секогаш да има вработени две плати да дојдат натре. Тоа е само една плата. Од еден сопружник. И сега тука е проблемот. Значи ние убаво вака све изгледа, иако и таа потрошувачка кошница е многу прескромна е. Да, таму нема скромна е таму. нема Толку поскромно ја направиле. Добро, тие се синдикалци и се подразбира тоа, се скромни луѓе и се обидуваат. Колку да се преживее, тоа им е така. Сега, ова го ставаме во тоа друго прашање, стандард на живот. Како да го подигнеме стандардот на живот кај граѓаните. Тоа треба инвестиција, сериозни инвестиции од централните власти. Знаеш, ние мора време да се фокусираме во одредени сектори. Време да се фокусираме во регионални соработки. Време да инвестираме во инфраструктурни објекти, во инфраструктурни капацитети, во човечкиот капитал кој секојдневно ни бега од тука. Видете, редно е во државата, ќе ви кажам една бројка многу интересна, неформална економија, односно сива економија, кај нас е од 32 до 39% од GDP-то. Што ти дава до некде годишно 4,28 милиарди евра. И сега, зашто ова го потенцирав? Го потенцирав затоа што, видите, овој народ мора да преживе од таа потрошувачка кошница. Ме разбирате? Сега, тоа се оди во сива економија. Замислете вие од оваа сива економија да намалите на 10%, ќе имате економски раст од 10%. Ова го кажувам без анализа, мислам, нема некој по моја перцепција. Затоа што во ист момент ќе имате даноци, ќе имате вработување, ќе имате плаќање на давачки во плата што влегуваат даноци, и се тоа се собира. Знаете, 4,28 милиарди евра се сериозна сума на таа сива економија. Тука ако можеме ние стратешки, нели, интегрирано таа сива економија да можеме да ја ставиме во реална економија, во реални бројки, но при тоа да можеме да имаме сериозни мерки превземени кон економијата во државата, тогаш ќе имате еден стандард, добар стандард на живење во нашата држава. Знаете, не можеме ние ни бројки да ваѓаме ако имаме ваква економија. 39% е, никој сериозно нема да ве фати ако направите анализа, затоа што немате сериозна бројка. Не разбирате? За тој стандард на живот се прави со тоа што ќе отворите економијата, кој нема да превземете мерки кои што се непопуларни. Ја не знам во Европа кој користеше ограничени цени. Не знам која држава користеше. Користеа да сега некој ќе рече да, користеше Франција, не беа на производи, беа на енергенси. Се треба да тука да сме на чисто. Кога ќе користиш некој мерка стратешка, треба сите граѓани да ја почувствуваат еднакво. Од друга страна, што правиме ние со јазот кој ни се појавува кај граѓаните кои што живеат под таа минимална плата? Ние имаме дури колку имаше една бројка, се зачудив од синдикатни до 60.000 луѓе кои живеат во работна сиромаштија. Имаме луѓе кои живеат во апсолутна сиромаштија со 200 денари на ден, цело семејство. Ако од друга страна гледате по сите маркети и сите продавници имаат недостаток на работна сила. Парадоксално е ова. Имаме стандард на живење, те вработувам, имам недостаток на работна сила, од друга страна имате апсолутна сиромаштија. Овој од апсолутна сиромаштија ќе треба да го земете, да го дообучувате, да го доквалификувате за да може да биде дел од пазарот. И тогаш се дига тој стандард. Ова многу може едноставно звучи, но нешто треба да се преземе. Ова е многу, ајде да кажам, многу покапиталистичка теорија на тоа користење на тие ресурси, но немаме ние работна сила во државата. Реално, побарувачката на работна сила во сите сектори е висока, а од друга страна имате тие луѓе кои се во апсолутна сиромаштија или во сиромаштија дури не се евидентирани во завод за вработување. 12,8 ние невработеноста во државата. И се уште голема бројка и тие што се водат во агенција за вработување, не за подценување таа бројка. Меѓутоа ако се види структурата,
И таму се наоѓаат некои одговори, таму многу има со основно училиште многу голем процент. Па тоа се таа инвестиција на тој кадар, да го дообучиш, да го досовршиш, да го направиш дел од работната сила во државата. А потоа да не зборуваме за вработливоста на младата популација, невработливоста е до ако видов последните бројки до 38%, што е навистина многу големо. Ние ќе имаме потоа проблеми со пензискиот фонд и се тоа натаму. И што една фрапантна бројка која анализираме економски, дека миграцијата ние до негде поише од половина милион луѓе веќе се заминати од државата. 655.000 граѓани во рок од 2 декади веќе не се во државата. А тоа, видите, таа бројка е алармантна, затоа што тие се и во ист момент се и потрошувачи, даночни обврзници, и тие се во ист момент се и работна сила. Тоа се 3-4 пати штета во самата држава. Сосема накусо за крај. Какви се вашите очекувања во однос на инфлаторните движења кои што многу ќе им значат на населението во однос на се она што гледате политики на европски централни банки, движења на берзи? Вака се, прво е неблагодарно во ова време економиста си и прогноза да се дае. Навистина е многу неблагодарно, многу е поинтересно вака да се покажуваат на некоја дескрипција, да се кажат резултати, многу поубаво. Кога ќе се стигне до прогноза е навистина многу неблагодарно. За очекување да имаме 2024 да биде година на опоравување, на економско опоравување. Во моментот, ако ги гледаме на показателите во Европска унија и САД, се во некоја добра, стабилна состојба. Иако, ние економистите некогаш гледаме и малце по-црни сценарија, затоа што влегуваме во изборни години секаде. Сега, ова може политички ќе звучи, но мора да го кажам. Но тоа е фактот. И сега не знаеме кои мерки би ги превземале, овие водечките економии што би превзеле понатаму. Мене ме загрижуваше и изјавата од Централната Европска банка и од Федералната банка на САД, кои не дава никакви добри позитивни прогнози за економијата, односно беа во статусна ситуација, економијата не ја сака тоа. Статусна ситуација ние нечеме. Знаеш, некако ни е чудно, се појавуваат оние шпекулации, се појавуваат оној психолошки момент. И инфлацијата, како што трнала се, е окей, во ред. Ние може да завршиме по прогнозите на нашата Народна банка од 3,5 по-релевантен показател има 3,5 до 4%. Годината кога завршиме ќе биде за нас многу добро, но ме плаши и изборниот период во државата да не се нафатиме на трошења на кои што би направиле притисок кон инфлацијата, нели преголеми трошења се сепак пари во оптеки може да направат проблем во инфлацијата, или ако се надам нема да биде толку трагично колку што беше во таа економска криза. Нашата Народна банка благеничните записи ги остави во 6,5, кој навистина е во овие моменти дава резултат на опоравување или закрепнување на нашата економија, но не дава можност да компаниите и населението да може да земат пари и да инвестираат. Иако по последните бројки сепак се фаќаат и на тие скапи пари нашите компании, што е позитивно, но не и во бројка на кој што би сакале да имаме подвижечка сила во економијата. Годината, ја не очекувам дека нешто би се случило, да речеме, феноменално добро. Лошо не може да не биде од тоа што го поминавме. Веќе поминавме без таа инфлација. Не ми се верува. Сега геополитички, ако се случи нешто, тоа е веќе непредвидливо. Но не очекувам дека би се случило нешто страшно, ако сами ние не направиме нешто. Некоја поголема глупост да направиме страшно да ни биде. Ако се мери денот по утрово, ги гледаме и политичките партии во кампањите, некако да не име економијата во
во фокус. За жал, секош сме уште во тие политички, меѓуетнички, каде да кажам, некои социјални, романтични мерки, намерно ова го кажав, затоа што, нели, тоа ние секојдневно го кажуваме кај народот. Нема да слушнете дека ние со ова мерка ќе го направиме GDP-то да порасне за 6%, за 7%. Да имаме некои интегративни мерки на таа програма. Уште нашето население ко економијата да ја гледа ко наука, некако ко science fiction, извинете вака што ќе се изразам, уште не ја гледа како битен дел во растот и развојот на државата, кој е за жал. Бауш, ви благодарам на овој разговор што бевте дел од нашата емисија, а ние продолжуваме со нашата програма.